Професоре, добар ден. Драго ми е што денеска со вас имаме прилика да разговараме во врска со нашата општина, за вашиот живот и за генерациите кои што идат после вас. Првото прашање е, сакам нешто малку пошироко да ни кажете за вашата автобиографија, каде сте родени, каде сте завршили основно образование, средно образование, факултет, докторат и каде се прв пат вработивте? Добро. Драго ми е што најдовте време да дојдете кај мене. Јас вообичајно многу малце зборам за себе, меѓутоа ова е посебна прилика и ќе кажам неколку збора. Значи, јас сум роден на 36.1945 година во Панчарево, општина Берово. Основно, првите 4 одделенија или основно образование за тоа време имам завршено во Панчарево. Осмогодишното училиште го имам завршено во Треботивиште, додека гимназија. Првите 2 години учам во Берово, а 3 и 4 година во Делчево и завршувам во Делчево гимназија. Во тоа време наставниот кадар од сите области не беше Бог знае на какво ниво и скоро сите што ми биле професори и учители биле почетници. Меѓутоа тоа воопште не ми било хендикеп во животот да не можам сето тоа да го надокнадам и да се гордеам со дел од моите професори како и учители. Првата учителка ми беше Цвета Манова од Пехчево и Љубинка, исто така од Пехчево, која се уште е жива и живее во Делчево. После завршувањето на средно образование? После завршувањето на средно образование се запишувам на Белградски универзитет на факултетот за рударство и геологија, оддел за геологија. Факултетот го завршувам во 1970 година и се вработувам во САСА. После почетните мои работење во САСА успеавам да постигнам значајни резултати во истражувањето на САСА, која во тоа време не беше Бог знае како позната како што е сега. После неколку години се запишувам на постдипломски студии во Белград, кои исто така ги завршувам. Со формирањето на Рударско-геолошкиот факултет во 1977 година сум избран за професор. Меѓутоа, јас никогаш не сум бил во редовен работен однос и поред тоа што ги имам добиено сите можни универзитетски звања од доцент, вонреден професор и редовен професор. Докторирам на Рударско-геолошки факултет во Штип, но при ментор од Белградски универзитет Слободан Јанковиќ и првиот македонски геолог Костадин Јованов. Не Јованов, извинете, ова е Костадин Богоевски. Да. Предавање на факултетот држам до 2005 година. На кој факултет е? На Рударско-геолошки факултет. Добро. Меѓутоа и понатака работам во рудниците САС. Така. Од 82 до 86 година сум делегат во собранието на Република Македонија во одбор во собор на Здружен труд. Во тоа исто време работам и на други проекти преку Геолошкиот завод или со инженерите од Геолошкиот завод на откривање на нови наоѓалишта, меѓу другите и на наоѓалиштето на Јаглен во Пијанечкиот крај, односно наоѓалиштето Звегор Стамер и наоѓалиштето Истемник Панчарево, како и наоѓалиштето во Ратево или познато како Брик Берово. Првите откритија на Јаглен во ова подрачје се направени уште далечната 1974 година, меѓутоа од најразлични причини истражувањето одеа многу тешко и многу споро, мада ресурсите кои ги поседува оваа подрачје се значајни. После 2000 година почнувам да работам исклучиво со страни компании како консултант. Престанувам да работам во САСА.
сум работел за повеќе од 20 фирми од 20 држави, за некои 64 до 66 фирми. Значајно од тој временски период е што се во Македонија под моје раководство направени захвати кои никој пред тоа не ги правил. Тоа се така наречени проспекцијски истражувања на поширокото подрачје. Потоа тоа го работевме и за една турска компанија, а овие првичните ги работевме за америчката компанија. Проектот Иловица, Казандол, Кожув се исто така поставени од мене и сите истражни постапки се водени под моје раководство, нормално со помош на луѓе од странство кои ги финансирале тие проекти. Во Македонија најзначајен потенцијал на минерална суровина е рудникот Иловица, кој е неспоредлив со ништо друго освен со првично кога е откриен рек Битола. Така. Немам лична представа што е позначајно, меѓутоа Иловица сепак останува многу значајно, ама модерните времиња без знаење и без обзир за сите лични интереси направија сериозни кампањи финансирани од европски држави да се рушат проектите во Македонија, да Македонија остане економски слаба и да бидеме стално понизни слуги на Европа. Така. Дали може да ни кажете нешто во врска со тоа сега многу убава темата, вашиот период на истражување овој регион? Со што располага? Со какви рудни богатства? Значи, регионот на Источна Македонија, односно поконкретно регионот на општина Делчев располага со многу значајни ресурси на јаглен. Може да се каже дека има не помалку од 100 милиона тона. Така. А рек Битола кога е откриен и првите верификации на резерви се направени на 116 милиона. Така да тоа е толку многу значајно да не треба да се става во никакви спорни моменти. Меѓутоа, новите технологии треба да се одиграт и нови улоги. Исто така, природно печените глини, кои на времето гранит им даде одредено значење, се многу значајен ресурс. Глините во целото Делчевско подрачје се и текако значајни. Шљунокот на Брегалнице, кој е ездото носен од Делчево до Разловци и од Разловци до Мачево, така, представува исто така многу значајен потенцијал. Како еден од можните значајни потенцијали во оваа подрачје се и топлите води, како и варовниците како градежен материјал. Топлите води, отприлика, во кој дел на Делчевскиот регион се значи, топлите води во историско време се појавувале во Бигла, во селото Вирче, во селото Град, Трботивиште и Разловци, како и Панчарево, а уште во Малешевијата помеѓу Чифлик и Смамиров. Така, сега... Значи, за да се направи било каков бенефит, треба да се направат сериозни проекти, кои секако и финансиски треба да бидат пратени со Таа вода што е над Габрово, исто така е интересна, сината вода? Сината вода или Куманица или Бањеште е интересно, прибидејќи од тој извор се направени банеолошки испитувања во Институтот за банеологија во Белград уште некаде 85-6 година и резултати се особено позитивни. Меѓутоа, не може да се ползува вода која е под 20 степени, 19,3 степени станална температура на водата е, како изворна површина, значи неопходно е бушење наменско за топли води кои, да речеме, нашите комшии и бугарите во поголемо подрачје, но најблизу до границата во Невестино има бушено по 700 метра бушотини кои имаат температури на водите околу 66 степени, што е сосема сериозна температура.
Освен на јагленот и топлите води, со кои други метали овде овој регион располага? Кои се многу интересни, а не ги експлоатираме. Значи, индикации има од желевица до моштица во сите потоци на злато. Така? Меѓутоа, исто така во алувионот на Брегалница има и минерали на волфрам. Волфрам е исто така еден од позначајните метали и за сегашната и за идната индустрија, бидејќи има многу широк спектар на примена. Меѓутоа, минералните сировини се интересни, но се и тешки за работа, бидејќи многу малку луѓе ја познаваат таа област, а се повеќе и повеќе се прави во таа насока обструкција од разноразни самозвани еколози. Не е проблемот да направите екологија, можеме целата држава да направиме ливада и ќе имаме добра екологија, меѓутоа народот од нешто треба да живее, значи неопходен е одржлив развој со екологија. Ке ве замолам, вие со нашиот разговор кога разговаравме ми напомнавте дека ова е релативно вулканско подрачје. Да. Од источниот дел на Македонија кај нас во нашиот регион пијанишкиот имаме ли наводи дека тука има јадра на вулкани? Значи, Источна Македонија има неколку вулкански центри. Најсеверниот во Македонија е во градец Кривополанечко. Вториот е на Осуговските планини, околу Царевров, Црвено брдо и рудниците Салса Тораница. Понатака друг центар е Делчевскиот центар. Најзначајни се појавите околу Вртиславци, Киселице и Звегор. Другиот многу значаен центар е Буковика и Пекчево и наредните се во двориште на меѓу Малешевските планини и Огражден. Вулканскиот центар е на Огражден, не е на Малешевските планини. И вулканскиот центар Иловица, за кој е врзано и најголемото наоѓалиште на бакар и злато во Македонија. Сега, у скоп на сето ова, јас би сакал поразговаравме малку и на темата зошто Делчево постојано од својата историја го носи името на одредени војсководачи, цареви, времето на Василije II па на навака. Делчево има вонредно добар географска положба и при движењето на разноразни војски освајачи поминувале и застанувале во Делчево, односно во Делчево па и во градот Пијанец од тоа време, кој од прилика се наоѓал кај што е сега комбинатор на Рудине. Така. Кај што дирекцијата. Значи, сите овие големци владетели, цареви, кралеви, султани сакале да остават нивните имења забележени, но и да се паметат. Значи, Делчево представувало место кое по нивно мислење би било значајно да може се памети на долг временски период. Значи, и за времето на цар Душан и Василije II и на Мехмед II султан од Делчево, сепак тие великани на историјата морале да дадат амин за да се тоа место вика така. Не само што морале да дадат амин, туку дала налог да биде така. Да. Значи, ова подрачје е значајно по тоа што во долината на реката Брегалница, која е било населено со пеони, они нивните кралеви и цареви ги кронисувале во водите на Брегалница. Так. Исто така, другата многу значајна работа, што за мене е несватливо, е постоењето во близина на ова подрачје, односно на територијата на општина Делчево и градот Равен, така, кој има две можни локации. Едното е равното во село Трботивище
и второто поверојатно Горно поле во Разловци. А едното и другото локација е поврзана со светата вода, кај што фактички е извршено и покрстувањето на христијаните во оваа подрачје, па и пошироко. Така, баш од тој аспект сакам да ве прашам, дали Кирил и Методи најмногу се задржале во тој временски во тој равен град? Значи, да, седишето на Методи е било во Равен град, а при него престојувал и Кирил, односно Константин филозоф. Так. Сега би сакал малкучка да пијанец. Ние постојано зборуваме за пијанецот и има различни кажувања зошто го носи името пијанец. Имате ли вие сознание од прилика зошто го носи името пијанец? Значи, јас со таа област не се занимавам, меѓутоа едното е може би да тоа е извлечено и од самото име на пеонците. Така. Со одредени трансформации, а другото е познатата легенда дека во житото во подрачје растело едно растение пијавец и луѓето кога јаделе од левот ги опивало. И третото е дека луѓето во оваа подрачје били пијаници, што е неверојатно, нема основа. Нема основа. Благодарам. Сега да идеме малку напред. Како вие го проживеавте периодот на трета и четврта година како прва генерација завршена во Делчево? Со престојот од Берово вие се враќате и трета и четврта година завршувате во Делчево. Како ги преживеавте и како на некој начин тој временски период вие од ваш аспект можете да ни го прикажете од образовен, од воспитен, од секаков карактер? Ја и преска напомнав, значи во тоа време сите бевме исти, сите имавме желба да учиме, немавме некакви, Бог знае какви такмичарски амбиции меѓу себе, еден на друг си помагавме, ние до денес од тие што се живи си ги одржуваме контактите. Така. Сите имат завршено од тој време? Значи, најголемиот дел од првата генерација имат високо и више образование. Так. Само неколку луѓе на една рака може да се избројат кои не продолжија од најразлични причини. Кои ви беа професори од прилика? Имаше од Делчево или се беа од страна? Па имаше и од Делчево, но имаше и од страна. Например, физика, трета и четврта година предаваше Кирил Чаушки од Чаушев, од Владимирово. Математика Пано Едроски исто од Владимирово. Македонски предаваше Мирко. Физика Кирил Чаушки предаваше. Хемија Васо, да. Професоро, кај кого јас имав и матурска. Браво. Првата матурска кај Васо јас имам и втората Данка. Односно ја и Данка од првата генерација, Данка Ременска, ги имавме матурските кај професор Васо. Биологија кој ви предаваше? Биологија, Златковски на Горан Татко му кажа. На Горан Татко, добро. Значи, Шебеко. Спорт кој ви предаваше? Спорт Буински. Буински, многу амбициозно настапуваше со своите скромни знаења, но беше многу добар човек и многу добар педагог. Каде вежбавте вие кога бевте? Каде надвор? Немаше сала во тоа време. Гимназијата? Во гимназијата немаше сала уште. Немаше надвор, имаше вратило, разбој, некој го ставаа надвор, некогаш во ходник. Како ги преживувавте тие средношколски денови по завршувањето на средното образование? Дали имаше забава, дали имаше рекреација, можевте ли да излегувате? Никој не ни прече, главно место кое што одевме беше киното. Киното и да прошетаме по улица. Да, на Корзо. Имаше Корзо во тоа време и горе-доле тоа беше целата забава. Неколку пати
Па не се сеќавам, но прилично ограничено, што се разидува, сите се разидува шити. И неколку матерница сме направиле во гимназијата во Ходнику и тоа се. Так. И вие како ја преживувате и самата матура? Како беше тој момент на матура? Еми, исто скромно. Скромно. Так. Јако скромно. По една вечера, по малку некоја музика, имаше од нашата генерација некои дечки што свираа гитара и пееа, примерно Симоновски Слободан, Данчо. Да, така. И Лупчо Костов. Кога би направили една респектива на генерациите кои што вие сте биле и сега овој временски период, има разлика и во воспитни и во значи има разлика, сегашните генерации сакат се да постигнат многу брзо. Така. Не сакат да се задлабуват, нивната се има на интернет, се има на Google, што ја знам на YouTube и така натака. Не е баш така. Знање од таму, информации може да се добие таму, знање не. Да. Знањето мора да се стекне преко книга, преко истражување, преко макотрпна работа. Така. И Делчево како Делчево, што ви остава печаток како населба, како градче? Значи, во моментот јас кога учив гимназија и после релативно долг временски период брзио развој. Така. Меѓутоа, после осамостојувањето, место да јас се надевав дека овај народ вреден и трудолюбив па и способен, дека ќе направи нов исчекор, меѓутоа се јавија некои нови дечки кои беа многу алчни, лакоми и фактички ја уништија еднините на младите генерации. Сега Делчево, знаеме сите дека нема нешто со што би можел некој да се гордее. Так. Вие сте генерација на луѓе кои што во Делчево оставиле длабоки траги. Еден од тие сте како доктор на науки, како истражуваш, како научник за нашите рудни богатства. Дали во овој временски период сепак, како што рековте, голем број на млади интелектуалци и се покажале не само тука и надвор? И дали ги познавате вие од прилика? Примерно, професор на Природно-научки факултет на групата физика Стоименов Станоја, кој е од првата генерација, остави во науката значајни траги со проучувањето на физика на цврсто тело и новите материјали. Тоа е за секаква почит. Понатака Игнат Донев, кој беше долги години директор на средното техничко сообраќајно училиште во Скопје, кој даде еден посебен белег на тоа училиште и доби други димензии во однос на сите средни училишта. Така да и тој е еден од луѓето со кој човек треба да го испочитува и да се гордее. Исто така, глумецот Мето Јовановски, кој има завршено во Софија, има светско значење во својата област. Има добиено бројни награди и признанија за остварени улоги во домашни, странски и меѓународни. Последна една таква награда доби во Измир за животно дело. Благодарам. На крајот би сакал да сепак во интерес на генерациите кои што идат, што би им препорачувале? На новите генерации? Така, на новите генерации. Новите генерации помалку да вртат мобилни телефони, да работат повеќе и да почитуваат вредностите и да не мислат дека лесно се стига до одредени материјални и други добра. Тоа е тежок, трлив пат кој мора да се изоди сериозно.